Беше настапот на Тијана на минатогодишното издание на Евровизија. Ви споменав и во најавата. Ова среда ќе имаме малку евровизиски разговори покрај тоа што Даниел вчера не успеа да влезе во финалната вечер на овогодинешното издание на Евровизија кое што се случува во Виена во Австрија. Ова утро ќе зборувам на тема Евровизија заедно со Андријана Јовановски, инаку уредник во списанието Таа и новинар кој што со години го прати овој музички настан и Александар Белов, кој што инаку двајцата се дел од македонското жири кој што годинава делумно одлучува за поените за Евровизија. Добре ми дојдовте. Добро утро. Се надевам немавте проблеми при станување ова утро. Немавте, нормално. Ајде да го прокоментираме настапот на Даниел. Се случи вчера, првата полуфинална вечер на Евровизија. Ние настапувавме 8 поред, но за жал не успеавме да обезбедиме пласман во финалето годинава на Евровизија. Како сте задоволни вие како жири годинава од она што Даниел го покажа на евровизиската сцена? Ајде ќе оставам Андријана да каже, бидејќи така е фино расположена за коментирање. Искрено очекував многу повеќе. Заради тоа што во изминатиот период, значи додека траја подготовките за Евровизија, слушавме секакви муавети што планираат да направат на Евровизија, иако беа прилично таинствени и не изнесува детали. Меѓутоа, кога слушавме дека ете добитниците на Греми, Blackstreet ќе настапуваат со Даниел, дека ќе работи со жена која што режирала представи на Бродвеј, дека ќе има професионален костимограф и се, навистина очекував многу повеќе од неговиот настап. Да не испадне сега, нели, дека плукаме по се што е наше, меѓутоа, не знам, очекував нешто по-вау, некој бум, некако малку бледо во споредба со голем број други настапи. За разлика нели од она што се најавуваше, во тоа го спомена и ти, еминентни соработници, а многу малку видовме на Па да, сцената. можеби врска има и режијата, можеби врска има и неискористеноста на сцената, можеби настапот беше поинтересен од она што ние го видовме на телевизија, значи не видовме ништо од тоа нивно движење по сцена кое што го гледавме на пример на генералните проби каде што со една статична камера нели се гледаше целиот настап, меѓутоа во самата режија го немаше, или не знам, очекував заради тоа што и долниот дел на сцената во последниве 2-3 години на Евровизија може да се искористи за многу работи. Значи очекував дека можеби не знам ете со некои светлосни ефекти со било што кога Даниел скока на пример по самата сцена дека доле ќе има баричка со вода и ќе скока и од тука ќе излегуваат есенски лиси, не знам, некако немаше доволно искористеност на она што му се нуди на Евровизија. Александар, Кога сме очекував дека ќе влеземе во финале, морам да бидам искрен заради тоа што мислам дека генерално зборувам за композициите кои што беа во првата полуфинална вечер, дека што и да коментираме каков сценски настав сме имале, мислам дека заслуживме од 16 композиции, од кои ете како дел од жирито ги преслушавме уште ден порано на генералната проба. Мислам дека можевме да обезбедиме барем на крај крајва и 10-то место да сме, битно е да се влезе во финале. Жално е што Македонија како земја изминативе години некако немаме среќа со да влезе во финале. Генерално за настапот на Даниел мислам дека можеби според мене, гледано од овој аспект кога веќе се заврши, не критикувам и не сакам да коментирам и да излезе дека нешто сега не било поминало како и да е. Мислам дека на нашата композиција севкупно, она македонската верзија според мене си стојам се уште дека можеби за нијанса беше подобра, бидејќи некако си имаше некоја градација која што се случува. Ова беше премногу добро направена поп класична ствар. Можеби таа сценска изvedба што ја коментираше Андријана на тоа дека сме навикнати да се деси некој бум. Не можеме, немаме квалитетна, можеби таква брза, енергична ствар која што треба да се направи бум. Се сложувам во односот на тоа дека кореографијата, некогаш знаеш, зборуваме на тоа дека треба да се биде едноставен, што не е битно. Марија Шерифовиќ или Желјко Јоксимовиќ, кој да ајде од балканците, кој што досега настапувал и високо се котирал. Па и Кончита минатата година имаше. Значи стоеше на сцена, да, ама едноставно ја донесе песната како што треба и не е битно, впрочем, требаше на крај Билбилов да се појави со клавир на сцена и да Даниел искочи ја отпее како што знае и умее песната. Си има во глава некој сценарио кое што можеби, ајде, сценографија, не знам, некоја девојка од Словенија или не знам од каде во тимот која што ја работела сцената. Се беше можеби фино и коректно,
но пак ќе кажам, тоа е еден настап од 3 минути кој што на Европа во оваа година, кој што и претходната и пред таа година не и се свиѓа нашиот настап. Можеби начинот на гласање, можеби настапот на генералната проба што е многу битно за жирито, кој што гласа низ Европа, бидејќи публиката е таа која што гледа едно прво полуфинале, но жирито гласовите ги дава ден претходно и можеби не им оставил некаков впечаток мене, ако ме прашате искрено, бидејќи имав таа ситуација да гледам и генерална проба кога се гласа и настап во финале. За мене Даниел во финалето, тоест во првото полуфинале, звучеше многу подобро, изгледаше многу подобро на сцена за разлика од таа генерална проба кога гласа Европа. Можеби тука е клучот на тие поени кои што ние ги планираме. Ние знаеме дека од телевотинг од останатите земи сигурно нема од Белгија да добиеме поени или од Ерменија што да е. Но и друга работа според мене за тоа што не влеговме во финале е тоа што не може да дозволи Евровизија да ги имаме и на Албанија, на Грција и Србија, па и Македонија, сите тука Кога ќе сумираме се една голема политика. Значи голема политика е од старт, но мислам дека не треба повеќе да се вадиме на голема политика, не треба повеќе да размислуваме на тоа дали ќе имаме на сцена со него некои звезди и дали ваква ќе биде кореографијата или не. Едноставно треба да се фокусираме на настапот и да сватиме дека Евровизија фестивал и доста веќе паѓаме не сме влегле во финале со Тијана, не сме влегле со Калиопи, што имаше на сцена кога влезе во финале? Ама имаше енергија. Да, има песната енергија, Даниел одлично си ја отпеа, не се свигало толку. Нема што да коментираме. Можеби сме мала земја, можеби секогаш сме во позадина за разлика од останатите Србија, Грција, Албанија, некако делуваат. Како се викаше представничката на Албанија? Дани Елаида Дани, значи небитно. Девојката синоќа гледам и по социјалните мрежи коментира, не отпеа одлично. Значи она константно беше висока, но во генералната проба звучела како што треба. Има енергична песна. Не знам, според мене жално е што не влегавме во финале и севкупно мислам дека заслужував. Барем со квалитетот на песните. Многу зборам продолжи. Да се потсетиме на Даниел, со оглед на тоа дека првата полуфинална вечер се случуваше вчера. Краток беше периодот за да го извадиме настапот на Даниел од првата полуфинална вечер. Ќе ве потсетиме како изгледаше на втората.
се враќаме во студио. Ова беше настапот на втората проба на Даниел и со право веројатно го прокоментиравме она што го прокоментиравме пред да го погледнеме настапот. Вие сте дел од годинешното македонско жири. Кои се останатите членови и која е вашата улога до крајот на Евровизија годинава? Председател на жирито оваа година е Антонио Димитриевски. Имаме двајца професионални музичари, Сара Николовска и Ана Костовска. Тројца сме професионални. Тројца, добра. Уште двајца, нели, покрај тебе. И ние имаме уште една голема задача, значи во петок вечер преслушување на втората генерална проба пред големото финале, кое што ќе се случува во сабота, каде што за прв пат ќе ги слушнеме, значи, песните кои што ќе настапуваат во финалето и ќе треба да оцениме кој од нив, нели, според нашите критериуми, според нашите гласови е најдобрата во Европа. Тоа сакав да прашам, по кој критериум вие ќе одлучувате? Навистина ли прв пат ќе ги преслушувате песните, со оглед на тоа дека веќе нели неколку месеци наназад се тие достапни на YouTube, може да се погледнат и слушнат на интернет? Дали навистина ова ќе ви биде прво преслушување на голем дел од песните? Голем дел од песните јас воопшто, освен Црна Гора, освен Македонија и Србија и Албанија, не сум слушнал друга композиција. Намерно, заради тоа што едноставно како евровизиски фан пред се и како музичар кој што ја следи Евровизија, секоја година веќе од март, април месец кога ќе се комплетираат сите земји учеснички, кога ќе ја изберат својата песна, некако ми било навика да ги преслушам па да давам коментари. Оваа година се решив дека тоа ќе го правам заради тоа што сум член од македонското жири, дека ќе го правам буквално на лице место што ќе ми се допаѓа, што не. Во полуфиналето добро, имав реално добра прогноза, бидејќи 8 од тие 10 што јас ги фаворизирав на некој начин дека ќе бидат во финалето влегоја, но едноставно така ми е поинтересно. Знаеме дека Евровизија веќе одамна изминативе години со оглед на тоа дека од старт се знае кој ќе победи, се обложуваат луѓе, се гледаат коефициентите, кои се фаворити, кои не се фаворити и некако го загуби според мене, барем ја загуби таа убавина на времето кога Евровизија чекавме во 2002-2003 да почне, не знаевме ниту една песна која што ќе настапува, каде што бевме изненадени, не знам, од една Серта Перенер, од Руслана. Некако време кое што е за мене барем многу поубаво како се гледаше Евровизија, најубавите години на овој фестивал, за разлика од ова поново време да го наречам, кога веќе сите ги знаеме композициите, кога композициите се вртат по радиостаниците, се извојуваат фаворитите, кога ќе погледнеш на интернет кој котира најдобро. Так. И кога на крај крајва Австралија влева на Евровизија, за мене веќе Евровизија останува еден фестивал кој што да се собираат најпознатите песни, тоест најдобрите песни од сите земји кои што си го прават својот избор. И си правиме една журка, се селиме од држава во држава, супер традиција, но далеку пак ќе кажам од оние убави години, барем според мене Андријана е овде да потврди, некаде времето од 2002 до 2006 година Евровизија ја доживеа кулминацијата на квалитетни композиции, на квалитетни едноставно изведувачи и песни кои што останале. Значи јас не се сеќавам во последните 3-4 години која песна останала да се врти. Спомнете една победничка. Да. Спомнете една For Real од Атена, од една Турција, значи да не ги спомнувам Руслана. Да, тоа се песни кои што се останати. Песни кои што останале не само победниците, а Ја спомена Австралија. Како ќе го прокоментирате тој момент што овој европски фестивал, најголемото музичко случување во Европа, се ги проширува своите граници? Пак се враќаме на моментот политика или? Ја искрено се надевам. Да, финанси е многу. Финанси, да. Австралија плаќа, мислам дека 4 пати поголема котизација од европските држави за да учествува на Евровизија. Овој пат нели како спешал гест. Меѓутоа они го откупија дури и правото да гласаат во двете полуфинали и во финалето. Значи со своите гласови придонесуваат за победникот и за севкупниот пласман на Евровизија. Точно малку е смешно што Австралија учествува на европско надпреварување, не знам, очекуваме до година можеби Африка, некоја јужноамериканска земја да се појави, па после Eurovision да стане World Vision. Така некако тргнала работава. Да, ама штета нашите македонци кои што се во Австралија не успеале да го се активираат во 3 наутро по нивно време за да гласаат за Даниел. Но небитно, пак ја кажам, Евровизија си Евровизија. Не треба ако да се меша, ако го правиме фестивал да биде интернационален, па да ги викаме кои се слободни, како се слободни. Имаше Евровизија каде една Босна, каде една Хрватска, значи буквално екипи, мислам дека Бугарија оваа година паузира, небитно, не сум Кој ви е фаворит годинава од оние кои што учествуваат?
Белгија ми е фаворит, ми се допаѓа заради тоа што е апсолутно не евровизиска песна, меѓутоа за мене песна со заразен ритм кој што нели буквално на било која радио станица да ја слушнам или да си ја пуштам во коло и на репит може да ми се врти песната константно и има одличен сценски настап. Значи дури на оние луѓе на кои што не им се допаѓа можеби песната, го видов сценскиот настап на белгиците и мислам дека им остана во глава. Александар, твојот фаворит? Со оглед на тоа дека само едно полуфинале одгледав, мене од сите овие балкански земји морам да ја споменам композицијата на Црна Гора, кој што сите ја негираат дека не им се свиѓа. Мене некако ми е типично балканска композиција, даже и Јоксимовиќ е автор. Мислам дека ако влезе Кнез во финале, треба наредна година да го ангажираме да направи за Македонија, пошто му тргна со балкански земји. Мој фаворит е, барем по првото полуфинале, судејќи на тоа дека ги немам слушнато и останатите композиции, освен Белгија која што остана тоа рам-пам-пам во глава и до ден денеска, после 3 дена од првото послушување, мене ми се допаѓа и руската композиција. Иако ја имав ситуација да ја преслушам шведска која што важи за еден од големите фаворити, мислам дека после еуфорија на Лорен не би требало повторно да идеме у Шведска, у Малме на Евровизија. Во секој случај, Австралија исто се бројува меѓу топ 5 фаворити, што мене, слушајќи ја вчера во тие некои 30 секунди дека одеше на самото шоу, ми се допаѓа како звучи. Да, Австралија има многу убава песна и Италија. Момците кои што наликуваат по стилот на Il Divo, а пеат на италијански, а италијанскиот јазик е обично нели лепи за уво. Ние сме сентиментални за италијанскиот јазик и некако е убаво сплотено со музиката. Секогаш, барем за мене генерално, значи секогаш италијанската композиција, не знам што треба да биде. Франција никако не може да ми се допаѓа. Ми го наметнавте прашањето за јазикот. На мајчин јазик да се пее или на англиски? Некако изминативе години ние ја одбираме варијантата англиски. Според мене зависи исклучиво од Александар ми откри, извини Андријана, дека Лисија Есенски многу поубаво би звучала на македонски јазик. Да, ама ти имаш друг момент. Даниел Камаковски многу потешко изразува емоција кога пее на македонски јазик отколку кога пее на англиски. Значи, он има некој мал проблем со изговорот заради годините поминати надвор од Македонија и мислам дека неговиот англиски јазик е многу подобар кога пее. Го имавме, мислам, можевме да го видиме тој додека траеше нели X Factor. Неговите англиски изведби секогаш звучеа многу помоќно отколку кога пееше македонски или српска песна. И затоа сметам дека оваа година е тотално точен изборот Даниел да пее на англиски јазик, посебно што песната оригинално и напишана на англиски јазик, значи он емоцијата веќе ја доживел така. Потоа беше преправена во Лисија Есенски. Знаеш, тука се менуваат работите. Даниел е победник на регионалниот X Factor, што значи дека голем дел од балканските земји веќе го познаваат, живееше во Виена, што значи дека и тоа е една предност. Голем дел од вашите пријатели и соработници се во моментов во Виена. Вистина ли е дека бил Даниел миленик на новинарите тамо, но никако и тој фактор не помогна да влезе во финале? Секоја година одиме со тоа дека нашиот представник е миленик на новинарите. Значи, миленик на новинарите се не треба да си миленик на новинарите? Не, миленик на новинарите се сите 40 на изведувачи или барем оние кои што се достапни. Значи, новинарите сакаат да можат да поразговараат со представниците, сакаат да можат да се сликаат со нив, да видат какви се од близу. И мислам дека ние, барем повеќето од нашите представници во изминативе години се лесно достапни. Секогаш се тука, секогаш се насмејани, секогаш се расположени за разговор, за забава, за не знам, излегување по евровизиските клубови каде што одат и новинарите. И од таму произлегува и тоа дека сме миленици на новинарите. Меѓутоа, миленик на новинарот е едно, а настапот пред жири комисијата која што го има, нели, која што има најтешката задача е нешто сосема друго и настапот пред Европа е сосема трето. Значи новинарите не се тие кои што ги даваат гласовите. Во крајен случај, после после гласањето во Евроклубот каде што новинарите се тие кои што гласаат, Даниел беше на последно место. Мислам дека Естонија беше првопласирана, Даниел беше последно пласиран. Next Time, Тамара, Тијана, Калиопи, Каролина и уште многу други докажани музички имиња. Александар Белов, ќе те видиме ли тебе на Евровизија, здравје Боже, како представник на Македонија? Дали ти е предизвик со оглед на тоа што се уште не се искусил таа сцена? Па со оглед на тоа дека Евровизија следам како фестивал зборам многу години наназад, значи сите знаат дека сум евровизиски фан, дека ги знам
едноставно годините поминати од композиции до тоа кој како заврши, што направил, небитно. Се сметам себе си за некој кој што може да застане на таа сцена. Може би после во ситуација кога заврши тоа реално шоу каде што јас учествував и кога имав најголемата популарност, имав шанса да ја представувам Македонија и од тој аспект сум среќен што не се изгорев одма на Евровизија, бидејќи не е тоа така едноставно да славиме сите, ќе одиш на Евровизија, значи за некој кој што може би одма ја добива таа инста популарност како што во случајот се случи и со Даниел, кој што јас се надевам дека после Евровизија и овој значи како кога стартуваш и кога одиш нагоре, лошо е да се случи еден пат кој што барем ние во Македонија тоа го сваќаме дека кој знае што се случило, тоа е еден обичен настап кој што не сме влегли во финале. На некој му биде тешко да се врати после Евровизија, зашто да бидеме реални, кој земјал на Евровизија секогаш се вратил овде депримиран дека не сме влегле во финале. Значи ги немаат по 2 години да запеат на сцената и да направат нешто за својата кариера. Може би сум спремен да и со искуството што го добив изминативе години да ја представувам еден Македонија, но битно ми е да тоа го направам со квалитетна песна, да го направам со песна која што буквално ќе има што да ја покаже на Европа, па и да не влезеш во финале. Битно е да се појавиш во најдобро светло. Години наназад ништо не може да ме да кажеме. Сме менувале од една комбинација на Есме и Лозано. Значи сосема нешто поразлично од комбинација на Тијана во некоја модерна, да кажам, композиција, Еве Кајмаковски. Значи буквално ќе се вратиме наназад дека освен Каролина која што влезе, Next Time не влегува, ни Владко Илиевски не влезе. Ова што се случува во моментов на Евровизија пред се е бизнис и пред се ако имаш добри финанси и си подпомогнат од самиот организатор, тоест македонската телевизија која што не може па да се расфрла на секаде и некако држава сме, држава мала за да ја направиш одлична промоција. Значи треба да се направи паралелна промоција на секаде за едноставно да дојде песната до публиката и да очекуваме резултати, а не само да имаме еден настап од 3 минути да покажеме се со тоа. Промоција е битна. Уште 2 прашања со куси одговори, бидејќи толку ни е минутажата. Кој ви е омилен победник од Евровизија? Со оглед на тоа дека нели со години го пратите овој настан? Изволте. Не знам, вака на прва ми текнува Џони Логан со 2 победнички песни, така да мислам дека тоа е, не знам, врвот во евровизиската сцена во овие изминати 60 години. Александар, ти ја спомена Руслана, ги спомена турските представници кои што има одлични песни. Може би се ти или некој друг? Јас се сврзам на тој преокрет, да го кажам, во Евровизија, кога победи Марија Шерифович со Молитва, и за мене таа е песна која што до ден денеска сите ја пеат, до ден денеска сите нема да ги исклучам ни Серта Перине, ни Руслана, ни Лорди, ни не знам кои сите победници, Џони Логан со Колминон не можеш да го заборавиш. Но едноставно мислам дека Молитва е за мене композиција која што вреди и која што едноставно до денеска да ја слушнеш ќе ти остане. И кој би требало според вас да биде следниот представник на Евровизија, на Македонија се разбира? Според мене треба да имаме одлична песна, а представникот е буквално небитен. Сите ќе ни дојде редот на сите кои што се занимаваме со музиката, ќе дојде ситуација да ја представуваш Македонија, но мислам дека треба да се направи квалитетна песна, да се осмисли тој сценски настап, што биде нека биде и да не трошиме време на тоа дали ќе влеземе или нема да влеземе. Јас би рекла според евровизиските фанови ја бараат повторно Калиопи, ја бараат повторно Елена да настапи на Евровизија, така да ете можеби до година да пратиме една од тие 2 дами да ја представуваат Македонија. Последен пат во финале влеговме благодарение на Калиопи. Тука ќе ви се заблагодарам за овој евровизиски разговор, а ќе се потсетиме како Калиопи звучеше во Баку, Азербејџан, црно и бело на македонски јазик.